Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Вие сте на вистинската фреквенција. Малку подоцна поради одредени технички проблеми. Тоа е. Условите се тие. Почнав да зборувам, но прекинав. Не знам од каде ми беше познато името Обрајан. И утринава во некој сон, сватив дека всушност станува збор за еден од главните ликови во книгата 1984 на Џорџ Орвел. Така се вика всушност високиот чиновник на партијата кој го става Џорџ Орвел во таа Винстон Смит, главниот јунак во оваа дистописка книга, во една незавидна положба. Прочитајте ја до 1984, многу важна книга. Џорџ Орвел е многу важен писател, а случајно и новинар. Утро во моето студио имам еден доктор и еден докторант. Доктор по безбедност, одбрана и мир и дипломатска легенда во Македонија, господинот доктор Дабич, Зоран Дабич. Добро вечер. Добро утро. Само кога ќе кажеш доктор Дабич, прво ми оди паметот на Караджич која се криеше, ти текнува како гуру, или тој беше доктор Дабич? Да, сме збореле со него за доктор. Може да ви кажам како беше тој ден? Како? Ајде. Па излезе тоа дека е фатен, Караджич, нели, дека се криел под името доктор Дабич и за бајлето добивам стотица SMS-и. И ми се јавува тогашниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски и со сериозен глас ми вика: Дабо, што е работава? И ја му викам: министре, најголемите криминалци се кријат за најчестните имиња. И тој ми вика: си се спремил. Добро, доктор Дабич, види, дали е случајно, тоа треба допрва да се испита. Допрва да се испита. Истрага у току. Истрагата е во тек. Доктор Дабич беше во Македонија, се извинувам, доктор Дабич. Да. Зоран, ќе одиме со првото име, беше во Македонија Обрајан. Прати некакви пораки. Се очекуваше од него многу. Се очекуваше практично дека влада на СДСМ ќе му направи, но многу помалку видов. Не влада, коалиција, се извинувам. Да. Знаете како, политиката не е статична работа, напротив. И големите држави имаат своји интереси кои се ги спроведуваат на, да речеме, и на подолгорочни основи, нели? Како вика за Америка дека е голем танкер кој се движи и кој тешко го менува курсот, но кога ќе осмени, сменет курсот. Па би рекол дека веројатно нешто слично се случува и овде. Знаеме, сведоци сме дека политиката на СДС имаше поддршка од Европа, од Соединетите држави, значи од сите клучни фактори наменски, за да се избуткаат одредени измени кои сите ги знаеме, да не ги повторувам, и во најголем дел ти се направени. Да, но перцепцијата која некој ја создава во Македонија е дека и така со бугарското прашање. Како? Исто како и со тие што се избуткаа претходно. Добро, сега ќе видиме како ќе иде. Имаме малце различна ситуација. Вие знаете добро дека во 2022 година во јуни имаше беа најсилните демонстрации против францускиот предлог, така наречен француски предлог, и мислам дека јасно беше пораката од страна на народот, беше јасно пратена дека таков предлог не се прифаќа, што и се потврди со однос на анкетите дека 70% колку што се сеќавам од вкупната население на Македонија, 80% од етничките македонци не го поддржуваат овој предлог, кој владата упорно го турка како и се друго претходно без одобрение без плебисцитарна поддршка. Така да не сум убеден дека американската помош, која мислам дека штедро се даваше за целиот пакет на измени, за да со Македонија влезе во сите европски институции, во Европска унија и НАТО. Не сум убеден дека така лесно ќе даде резултат овој пат, бидејќи имаме различни околности.
различно јавно мислење и тука најголем, да речеме, противник на американската политика е всушност самата владеачка коалиција на СДСМ и ДУИ, која се труди буквално да им го расипа трудот на американците, која ја донесе корупцијата до невидени граници, која го пропасти здравството, судството, школството. Сам не можеме веќе, дури сега не треба да набројуваме што е упропастено, туку можеме евентуално кажеме што не е упропастено. Ивица, Што не е пропастено, дали, се допадна. дали може да се констатира дека со своето доаѓање овде и изјавите кои ги имаше, всушност Обрајан му направи огромна услуга на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски. Зошто го тврдам тоа? Од една страна Теренски не направи ништо за да ја создаде она широка коалиција на СДСМ, а од друга страна имаше така две благо критични изјави насочени кон ВМРО ДПМН, доволни на Мицкоски да му се крене рейтингот како вистинска опозиција. Нели? За разлика, затоа што до сега на тој бран се возеа дека недоволно автентично ВМРО, се возеа нели Левица, се возеше Максим Димитриевски, но сега имаше една чиста ситуација во која се гледа дека ВМРО за своите позиции директно е критикувано од нели од Америка. Сега, од една страна, тоа од друга страна у пракса ништо не дека направи. Америка го препозна како носител на тој отпор против тие лоши политики, како што е, например, предлогот Ковачевски-Петков. Да. 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 Тоа сега, е точно, да. сега, И тоа е точно. Сега, дали тоа... од една страна му прави услуга, од друга страна Теренски, нели, за разлика од ситуацијата кога имаше околу промената на името, каде што директно сите знаеме како се убедуваат тие пратеници, како одеше цел тој процес, сега не го видовме, тој го нема тоа. Од една страна го критикуваат, но од друга страна не преземаат никакви конкретни теренски мерки против него. За сега. Напротив би рекол црната листа. Сосем спротивно што би рекол нашиот гостин, на црната листа имаш така една добра плејада на СДСМовски кадри. Тоа значи тоа добро. Да. И види и ставени на листата и спомнати на листата. Тоа е интересно, кај нас има и нова категорија. Широка листа. Да, широка листа, да, тоа како... Знаеш што такава широка листа, Лјепчо? Тоа на времето сите следевме кога се бираше репрезентација, нели, претходно југословенска, па македонска, и селекторот прво излегуваше со широка листа, па на краја сведуваш, нели, на 22. Тоа широка листа и заев го има сега. Таму си е спомнат со име и презиме. Во овој случај Дака ми се чини, таму беше така нешто. Па кандидат за прв тим. Кандидат за прво тимец, ова е добро, Кандидат за прв тим, добро е. Види, ја мислам дека он заслужува според неговите капацитети да биде плеймейкер на таа листа. Тој беше плеймейкер. Ама ја која води таа цела, како се вика, игра. Која води целата таа игра. Добра, во сега случај, значи настан во Македонија кој што требаше да даде поддршка за СДСМ, не заврши така. Не заврши така. Мислам дека само лошото е што луѓето овдека како беше, не можеш да ги мамиш луѓето. Луѓето знаат за што станува збор. Да кажеш дека СДСМ и ДУИ се за Европа со пробивање во МАНАВ, со оваа корупција, со овие работи, мислам е дегутантно. Значи Ај што е дегутантно, него е многу нечесно. Да. Да се гради стратегија за избори на црно-бела слика, ние сме за ЕУ, другите за Русија. Мислам, Тоа е многу нечесно. Политички е нечесно и мислам дека како бумеранг ќе се врати. Никој не сака да каже дека нема Русија некое влијание, впрочем како што и секоја земја од Европа побитна има влијание во Македонија. По сите тие емисии меѓународни, вие знаете, и по ОПСЕ, и по амбасади, имаме луѓе кои посебно се има задолжение да се пришува дома, меѓутоа тоа не е ништо, излегува Артан Груби и обвинува опозицијата за руско влијание. Па чекај малку. Мислам толку е глупо. Не, тоа е крајно средство. Мислам дека веќе нема политичка лепеза на што ви глупо, па прилично е глупо, ама и немокно. Мислам дека одрзна немок. Се удира со крајни средства.
и јас мислам дека тоа е единствено нешто што им преостанува да прават. Значи, многу е важно во политиката какви ви се опциите. Знаете, СДСМ во моментов ова се колку и да делува чудно, затоа што зборуваме за владеачка партија, но СДСМ во моментов нема опции. Јасно е, значи било вчера баш со еден пријател кој е доста вичен во математика, ги анализиравме сите можни анкети. И стигнавме, и тој претходно ми го кажа, тоа на вчера онака на табла го исцртавме со се вика убаво. СДСМ на наредните избори со сите можни претумбации и комбинации нема да може да формира влада без коалиција со левица. Сите да ги собере албански партии, сите. Значи не може да формира влада. Значи, де факто не може да формира влада. Значи две варијабили има кои се многу тешко достигливи. Прво комплет албанската што и да се случи, политичка. значи и сите да одат посебно и заедно. У било која комбинација максимум квантум на гласови на пратеници таму ти е на прекусила 28. Сите 28 да ги ставиме на бројката на СДСМ, повторно фали левица за да се направи влада. Еве едноставно, ако ВМРО има повеќе од 40, значи не може системски закони да носат. А што е поентата сите против еден да се носат системски закони? Значи ако има 50, овие максимум може 70 теоретски. Што ни тоа нормално не може да се случи. Да. Така што, суштината е дека во овој момент нив не само што не им цутата ружи, туку сосем спротивна е. И сега они ги пробуваат сите можни комбинации за да стигнат до ова. Една од комбинациите им е да го цепкаат ВМРО со мали политички партии, но мислам дека Како бе? Јепче. па мислејќи дека доколку приматот Се нека нова интегра барат ли? Не, веќе ги имаат. А има за неке. постоечки ве збориме. Тие не се нивни партии, но тие сакаат да ги избустираат за така да го спуштат ВМРО. Нели? И мислат дека тие така ќе пораснат, што повторно не е така, затоа што ВМРО па јасно таа една нишка дека секој глас кој не е даден за нас е даден за ДУИ. Гледам дека го мантра тој ден и тоа што ме слушале веројатно мене овде. Тоа е добро, знаеш. Тоа им е добра мантра. Затоа што тоа па значи дека вие нас не ставате пред позиција еве, ние сме Европа, овие не сме, ние викаме се друго е ДУИ, ние сме опонентот на ДУИ, а ВМРО па го презема и, како да кажам, приматот на борба против ДУИ. ДУИ само ВМРО го напега во изминатиот период. Од ВМРО дојдоа сите скандали, дојдоа се од Бехтел, Ленка Панаму, една серија така влезе ВМРО со ДУИ. И нема одговор за тоа ДУИ. Тоа мораме да го констатираме. Нема никогаш одговор. Од ниедно министерство вие не добивате. Секогаш кога гледам вести на релевантни новинарски прашања, на 10, на 8 нема одговор. Едноставно албанофобија е толку излитена, толку глупо, тоа е. Па, мислам, навистина веќе дегутантно и да се коментира. Тоа тука почна да предничи за жал министерот Османи, кој очигледно во една од последните афери која што беше извадена за упатување на генерален конзул во Њу Џерси и за амбасадор во Будимпешта, луѓе кои немаат допирна точка со дипломатија и код кои едниот работел во приватна фирма, во еколог, а другиот, како што велат извори блиски на кабинетот на Османи, работел во ДКСК како задолжен за криење на кадрите на ДУИ од просекуција, нели, од јавно изнесување. И затоа добива награда за Будимпешта. Тоа е навистина дегутантно, бидејќи кога Македонскиот дипломатски синдикат, морам да го спомнам, бидејќи тоа ми е стара љубов, ја веќе не сум таму член, но тие стара љубов заборава Не нема. постои бивши рокер, бивши джандар и бивши синдикалец. и бивши амбасадор. И бивши амбасадор. Меѓутоа, навистина синдикатот од време на време успева да дознае работи кои и се кријат и ги вади на површина, и тука мислам дека за прв пат министерот Османи навистина изгуби нерви и живци, што беше многу чудно да се види, и дури на својот вебсайт отиде до таму
што не само што прогласи секое критикување на дуи го прогласи за албанофобија, како да сите албанци се дуи, мислам тоа е парадокс, туку и отиде до таму што замислете даде карактеристика дека кога македонците ќе слушнат за некој албанец им се повраќало. Сам тоа го збори веќе за една малце потешка состојба за која постојат и здравствени институции. Не можете вие да кажете такво нешто, поготово ако сте доктор и разбирате за институциите малце повеќе, да давате такви квалификации дека луѓето не ги поднесуваат албанците. Тоа е срамно. Може луѓето да не поднесуваат политики на дои да го критикуваат, но ова е злоупотреба на таа етничка карта која за жал како се влошуваат позициите и на ДУИ и на владата, се почесто се користи. Мене не ми се повреќа. Па не, мислам. Мене, например, ми се повреќа од луѓе кои преседуваат коса, да бидам искрен. Без навреда. Влакната во грло? Ја чув дека од еден друг дел од човековото тело се земаат влакна, да не го именувам сега. Мене искрено ми се повреќа. Значи, тоа исто оние дури ја овде кога дискутиравме за председателски кандидати, ја имам сериозен проблем со мажи што се фарбаат. Сериозен проблем. Тука Господ бил многу дарежлив према нас мажите, морам да ви кажам, дека проблем. Кога ќе посребри мажот, дури вика дека и пошармантен. За жал, кај жените не е така. Е пример за тоа. Значи, тие две работи, преседуење коса и ова како се вика и фарбање, има многу политичари во Македонија што се фарбаат. Мене ми прават одма, чекај, тука има некој проблем. Затоа што ако вие на 45-50 години, на 40 години, 40 плюс години, ако имате проблем со биологијата ваша, де факто проблемот биолошки влегува и од главата внатре во главата. Станува проблем со само доверба. Да. Тоа е само доверба, тоа е една комплицирана психолошка слика е. Затоа викам, ја имам проблем со луѓе што се фарбаат и луѓе кои пресадуваат коса, без да алудирам дека господинот Бујар Османи се фарбал или пресадил коса, тоа сами ќе се процените. Не е ова никаква клевета кон него, да се разбереме, имам прилично високо мислење и не ми се повраќа од него. Ивица? Добро, ова не е во мојата експертиза овој дел од моабетот. Ти од фарбање немаш потреба, тука си бе. Не, види, јас... Ја имам природно црна коса, значи не сум фарбан. Постојат некои работи кај што сум традиционалист, како се кажам така што. Да? Да. Меѓутоа види се, боже мој, види, како беше живе и остаи други да живеат. Ако некој сака да се фарба, нека се фарба. Ако некој сака да се шминка, нека се шминка, се што знам, онака, меѓутоа имаше една, за мене знаеш која е едно, се враќаме на што мене ми е интересно политика, ова надворешнава политика, една друга. Имаше еден самит на арапските лидери, последниот самит кај што беа оние големите. Посни Мубарак, ово од Јемен. Сите фарбани. Да. И сега, најмладиот има 78-9 години, најстариот 90 кусур, сите дзифт црни коси. Дури и брковите, некои од нив, нели, бркови се носат во тој дел од светот. И сега, знаеш, вака кога гледаш, смешно делова, гледаш 80 годишници, веројатно тоа не знам што значи, некоја потентност. Јас, знаеш како јас ги викам таквите? Како да се воен кабинет на Садам Хусеин. Таму исто е таква сликата. Сите со црни коси, со бркови. Како ги фарба брковите, тоа е сигурно. Со четче. Ама тоа, знаеш, тоа е силна боја, тоа нос мава после, не знам како. Па нели овој беше од легенда на македонската фолклорна музика, Јонче Христовски, само брковите нели ги фарбаше на времето, тоа беше исто. Тоа е теорија на заговор, може и таму природно имал, некои луѓе имаат природно. Можно е тоа? Да, можно. Косата да е бела, брковите. Татко ми имаше таква ситуација, да. Ај, ова е интересно, не сум го Само меѓу време сега нема ни брат. Добро, ајде да се вратиме сега на основнава, на основнава дејност, како да наречам, добро.
Значи, Сте гледали вие по запад вака фарбани и пресадуени? Има. Како нема? Мислам дека е се до човечката суета и до чувството на несигурност. Почитувани слушатели, еве има барање од слушателите да објавиме листа на сите фарбани политичари. Значи, Па малце аналитичка работа. добро, може ли ова за друга емисија да го ставиме? Мислам дека ние сме посериозни, така ли е? абе види, ние сме сериозни и народ сака ова да слуша сега, што да правам ја? Јас сум секој ставам пред изборот што сакам ја и што сака народот и негде обично ако бев нели злобен ќе му дадев на народот се што сака. Ја негде сум на пола, а ова со фарбањето некои ни се поклопуваат со народот. Ви текнува за вестникот Старт. Тој беше многу сериозен вестник. Дори не е ни за народот што сака во смисла да доминира, ама да има некоја вака јадица, некој мамец. Вестникот Старт беше многу квалитетен вестник, кај што се пишува високи политички теми, Желјко Малнар патуваше по светот, но дуплерицата на Старт остана како пар екселанс термин и ден денес. Кај што знаете каква беше дуплерицата. Не знае, не кој Старт, македонски Старт? Не бе хрватски Старт. Ти одма отиде кај што не треба Да, се памет. пошто ја викам Да, македонски ние сме малце од газдата Back to the Future. е серијски убица. Слушате ли кој имал хонорарна работа да обезбедува слики за дуплерицата на Старт? Не. Како докторант во Инсбрук, Иво Санадер. Ајде, види, виж како се прави политичка кариера. И пари. Преко и како се дуплерице до врха. Да. И како се прават и пари, види. Да, добро, за тоа е експерт човек. Да. Па добро, и сега. И затоа е институционализиран како беше на дата. Давич, Македонија е една од главните геостратешки маки кои ги имавме се надмина, а деновиве Шведска стана дел од НАТО. Многу се киравме за Шведска периодов. Да. Да, и за Финска, ама Финска полесно помина. Види, значи се покажува дека лошиот пример далеку се слуша. Мислам на грчкиот пример со нашето негирање на името и блокадата за членство во НАТО. Успехот што Грција го направи нормално им даде крила и на другите да си ги истеруваат своите агенди, кои се сега дал се себични, дал се национални, стварена проценка, меѓутоа легитимни, правно се окей, бидејќи нели конститутивните елементи на организацијата велат дека организацијата работи на база на консенсус и практично вие сте слободни да правите што сакате тука, без многу да скрутина да ви прават испитувања земјите членки, дали сте во право, дали е тоа етички, дали не е етички. И Турција се го избутка тоа што го сакаше, ајде себично да кажам. Знаете дека имаше проблеми со шведското третирање на оние кои турците ги нарекуваат терористи. Да, се издоговорија. Да, курските се издоговорија некои работи, Шведска попушти нешто кај што изгледаше дека нема да попушти. Тоа само покажува колку е се флексибилно, дури и борбата нели за вредности и права, знае и да се врати 3 чекора назад како во случајот на Шведска и да попушти. Меѓутоа, знаете што, не се тоа добри примери долгорочно за самата организација, бидејќи го разбиваат монолитноста на организацијата, колку и да примерот на нели едногласноста највидум го потврдува тоа. Се слабе мокте на организацијата, се истрошуваат ресурсите, земјите членки меѓу себе се расправаат, наместо да се насочуваат таму каде што треба и се исцрпуваат. Мислам дека ова е добар пример со Шведска, колку што разбрав, уште Унгарија треба да го потпише ова. Чекаме сега од Шведска да почнат да се селат луѓе у Македонија и од Германија. А добро. Трагично полека станува там. Ќе ме наплет, што ќе им правиме на шведжани. Беше го. Денеска добар доручек си имал очигледно, ама добро. Калоричен. Обично сум ваков која немам доручек. Боцевски, сега одиме малку со тебе. Ајде. Има најави, нели, дека Неделава си даде оставка Димитар Ковачевски. Не би ме најави сигурно. Не, може и да не се случи. Ти ги гласаат ли тие на ВМРО, нем таа сага не Ајде. Значи, годинава па. Неделава, завршува тоа.
Димитар Ковачевски нема да биде премиер. Да. И мислам дека ќе губиш инспирација за добри сегменти од емисијава. Па видиш сега, јас сега ќе бидам еве ќе имам еден момент на вистината. Талат Джаферис, што ќе стане сега премиер, е убедливо најпаметниот премиер од Емил Димитриев па навака. Значи сега вака, кој ќе ги ставиме на листа, кој ќе го На споредиме кантар, на кантар, Да. тварно е тежина успоредба со Заев. Ја не знам зашто вие од ВМРО не ќе да го гласат. Оливер Значи, Оливер беше премиер? беше. Значи, успоредба со Заев, Оливер, кој беше друг? Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски, да. Тие тројца беа. Еви Емил Димитриев ќе го ставиме во екипава. Нема да го ставиме. Добро. Ти Нема да го ставиме. Мене така не ми беше многу вечен, иако добра улога, интелигентен. човек, Немаше дека глупост, бил. сега мора да Немаше глупост, да. Да. Ама Талат Джафери за сите овие политичка величина. Како мислиш тоа? Па така човек прво човек што пукал, ратувал, бил дел од армија, станал дел од Војна дисциплина има, само од дисциплина. политиката. Па после тоа таму станал министер за одбрана, па председател на собрание. Кариера има, ваква кариера у свети кој има? Успешна верзија на Че Гевара, обично тие таквите на 55-6 години ги утепуваат. Па Кастро бе, Кастро, Како? Кастро. Толку се у светот. Тие се два Јосип Брос примери. Тито. Тито, Кастро и овој. Па добро и Мандела водел исто Та не воено. бил нешто многу герилет. Не, да. воено крило водел. Не бил Па нешто. зашо у затвор заглавил? Не заради тоа заглавил. Јас се нарав, јас Арафат бе го заборавивме, да. ние имаме Арафат. Добре, значи како беше Талат Джаферија водеше интифадата. Значи Добре, човеков видиш, да. реално да збориме Не, меѓутоа интересен, има види? кариера, да. Бев на еден состанок каде што го нарекоа командант. Овако. Талат. И тоа го нарече еден господин кој што таму присуствуваше од Албанија. А во публиката беа Стипе Месич и поранешниот хрватски председател и беше председател на председателството на СФРЈ, нели? И Бранко Црвенковски. И Талат откога заврши својот говор, продолжи на македонски да каже дека вика не сум јас вика само командант. Јас сум бил и офицер на ЈНА, тука е мојот вика некогашен врховен командант Стипе Месич, исто така не врховен командант, премиер, кога служе Варамо, викам види, значи сакам да кажем успеа да прати една интересна порака дека е она е многу слојна и многу значајна личност, што значи види што да по тоа треба, еве ти кога би бил дипломат, тоа би го пратил веднаш во телеграма, еден ваков настап, да, Секако. на некоја странска земја, затоа што е впечатливо. Секако, иако начинот на кој он излезе во ДНА е крајно дискутабилен, но ајде. Да, и од ЈНА и од Варамо се, И од Варамо, за Варамо да не Кој збори. од учека у влада да се разбереме сега. Министер за одбрана, председател на Не, министер собрание, за напад. премиер. Да, за напад. Во мое време имаше кога бев дете една зафраканција вика како се вика коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, Guns and Roses. Да, Ама СДСМ у моментов внесе Roses. ДУИ продолжија да бидат Guns. Во Манав потврди, ама СДСМ не се веќе Roses одамна. Дали Ганс или како што ги нарече Робертсон Thugs се вратија на Не, тоа, знаеш. сега може друга песна, Да. високи чизми и црни чорапи, например, од таванот. Да. Ау Даниели ќе се смиња да, заборавивме на чизмите таванот, да. Верувате дека знаете, ова се 5 минути сега на ДУИ, за прв пат во историјата ДУИ ќе има премиер. За нив ова сепак многу значајно, иако нас не онака како so what. Очекуваат дека сега етнички ние ќе го мразиме Талат Джафери. Зошто да го мразиме, ајде кажеме. Нека критикуваме, еве за овие работи од биографија што му се матни, ќе си го критикуваме, точно. Дури има една мутна толку што збори дека кога си од ЈНА кога дезертирал, цела каса на касарната си ја собрал. Не знам за тоа. Тоа се збори Да. се од она што имам читано со сите резерви дека сопругата него работела во тој финансиски оддел и дека таа го завршила. Добро, Платите на кој беше само
1 април беше датум кога требаше да се вратат 1 април 92 требаше да се вратат сите. Дедо Петър сега нещо слично на Врнишковски му направил от църквите, ще му ги предаде. Така, имаше сега некој скандал, читав. Му дека нещо слично се случило во Крушевска Демирхисарската епархија. Само да кажеме дека во секој случај имаше процес каде што Македонија ги повика сите офицери кои што службуваат во ЈНА да се вратат. И дипломати. Не беше април, беше, не знам кој април беше, и дипломати и други службеници во федералните органи и така натаму. Сега тоа беше полуорганизирано. Да. Дел дојде, а дел не дојде. Дел дојде, тој се пријавил на време тука. Така како напуштил таму е друга работа, нели? Меѓутоа дека се пријавил тука и дека продолжил својата кариера во Македонија. Факт дека го има образованието од воените школи на Југословенската народна армија го има. Дека има кренато пушка врз ова земја и дека тоа е точно, како командант веројатно е одговорен за убиството на многу наши бранители чии семејства до ден денес се заборавени од државата и тоа е факт. Или за разлика од овие од УЧК кои се високи функционери, дека еден од најблиските соработници на Ахмети и тоа е факт. И тоа е факт. Има повеќе факти тука што говорат, но знаете како? Велика Британија е држава затоа што никогаш не му дозволила на Гери Адамс да им прави да биде премиер, да се разбереме сега. Иако тој не доаѓа од военото крило, иако сега има информации дека бил, нели, да воира. Како што не му дадоа? Да биде премиер. Абе добро, ама па затоа под неговата партија има прв вице-премиер таму во Ирска има тоа. Не, значи тоа не е битно. Зборуваме за британски премиер. Таму што има у Северна Ирска, тоа е друго. Таму е тепањето беше. Па добро да и тука беше тепањето у Тетово, па сега и на овие укочани ќе биде премиер Талат Џафери сега, да се разбереме. Па сега. И тоа е разликата помеѓу сериозна и несериозна држава, еве вака да вија или па на овие од ЕТА да им дадат да ја водат Шпанија, или момент. Тие од ЕТА, да речеме, сега се голем дел од нив ослободени, тие најголемите лидери. А никој нема припар, како да ви објаснам. Кон тоа да ја води, немаат припар до собрание, а не па да ја водат Шпанија. Ке кажам тие као пример, ако сакате, кажете ми некој друг европски пример, ако сакате и светски пример, на сепаратисти кои на крај станале власт во државата од која што сакале да се цепат. Ќе најдам. Значи не е несвојствено. Не се кажа искрено. Не е несвојствено. Прво се обидувавме нели војно да осамостоиме дело, да се отцепиме, но потоа свативме дека е многу попаметно да не бидеме фанатични, него да си ја земеме државата од внатре. Човекот јасно си го кажа тоа и што од позиција на сепаратисти потоа да владеат со државата од која што сакале да се цепат, ние како држава сме единствен пример на планетата. Значи имало некои се отцепиле и воделе нивна држава и тоа е окей. Има такви примери многу. Абдула Оджалан да стане сега председател на Турција, замислете. Овој од курдска работничка партија. Тој уште е во затвор? Не знам ни дали е жив. Како не е жив, треба да е 20 не само што е жив, него ги води и преговорите. Во затвор ги води преговорите, тоа е многу интересно. Сега, како Кумровечка школа. Кој знае како? Ама замислете да стане Оджалан председател на цела Турција. Impossible. Во Македонија, почитувани слушатели, тоа не само што е можно, туку е реалност, а ние некако заглавени во овие дневни политики, што рекол Обрајан, што вратил овој, не знам, кој како се фарбал, кој пресадувал коса. Ние заборавивме на вакви круцијални работи кои не прават светски феномен. Останете по рекламите, ја морам да го носам татко ми на лекар. Ќе ги оставиме Дабич, доктор и амбасадорот Боцевски, двајцата заедно, плюс амбасадори да зборуваат за социјалната правда во македонската дипломатија. Почитувани гледачи и слушатели, се враќаме во студиото на Радио Лидер. Со нас е амбасадорот Зоран Дабич, инаку стар рокер, затоа ми се допаѓаат разговорите со него.
Тој како секој човек кој што за себе има една биографија и зад појасот има големо искуство, не инсистира ни на екселенција, ни на амбасадоре, ни на докторе, ни на другите титули. Дабо, одиме со Дабо е организацијата. одлична титула, да. Нема друг, Нема што знам друг. јас. И не е Хроми, нели, не е Куци од Дабо, него е Дабо. Да. Спортистот, ватерполистот на времето. Одиме со организацијата каде што беше еден од основачите. Значи, видовме минатата седмица нешто што ретко се гледа во било која глобална дипломатија. Преписка жестока во јавноста помеѓу дипломатскиот синдикат и министерот. Да. Зашто станува збор, да објасниме пред гледачите и слушателите? Па, проблемот што се јавува во македонската дипломатија со упумпување на некомпетентни кадри, и рекол, ескалира можеби последните 5-6-7 години, прерасна во процес на издигнување на тие кадри, кои се главно политички, на политичка основа донесени во МНР, можеби во помал број случаи по лична основа, но доминира фактот дека главно станува збор за луѓе кои не се оспособени доволно дипломатски, а се упатуваат на вистина високи позиции во странство. Како, например, амбасадори и генерални конзули. Знаете, двете дипломатски, во дипломатијата имате две линии хиерархиски, едната е дипломатија, другото е конзуларната линија, и врвовите на двете линии се што е во дипломатскиот дел амбасадор, тоа е генерален конзул во конзуларната линија. Значи, и сега, ајде да објасниме, значи, и по конвенциите дипломатски, но и по некој ред, се влегува како аташе во министерството, нижи звања се трет, втори, прв секретар. Така, и тука завршуваат ниските звања и почнуваат условно повисоките, високите, да. Сега, далеку по организирани дипломати тука има испит, нели? Па има и кај нас, но е формален. Јас не сум чул некој да паднал. Тоа се ви кажува. Дури, например, најчесто во другите дипломати имаме труд, кој што е на ранг на магистерски труд и кој што јавно се објавува. За плагијат се брка од работа. Така е. И потоа се стекнуваме со звањето после прв секретар од име на советник. После советник доаѓа ополномоштен министер. Не, да. Да, министер советник е сега во некои дипломатии каде што се пак најорганизирани, имаат и министер советник од втора класа со јавен список што се објавува и од тој список шефот на држава може да бира генерални конзули или амбасадори. Кај нас тоа го нема, инаку и за министер советник има испит во глобалните дипломатии, кој што се сведува на ранг на докторат, од тие испити книги се вадат цели, сме ги читале од големиве имиња. Кај нас нема. Па кај нас нарушени се, како што реков, принципите. Особено, да, последните 7-8 години се нарушени максимално принципите. Се е толку изрелативизирано што се почна да бива некако дури и одвишно, бидејќи е формално, например, завршните разговори во МНР, бранење тези, па дури собранискиот сослушување. Во последно време гледам дека собраниските сослушувања не се одржуваат, со изговор дека не била законска обврска, се малце гимнастички се толкува законот, што навистина не е во ред, бидејќи се дерогира прво самиот парламент, второ пратениците ја губат можност да ги видат своите идни амбасадори, нели, на нашата држава, бидејќи тие патуваат, имаат парламентарни соработки, ги следат состојбите во другите земји, не е само внатрешната работа на парламентот, така да тоа е една добра прилика да ги запознат од прва рака амбасадорите, да ги прашаат што се вашите приоритети, на што ќе се фокусирате. За жал, од пуста желба да се леферуваат сопствени кадри и се дојде до таму да се прерипува парламентот како институција, што мислам дека не, да, целосно. Мислам дека не, да се вратиме на ова, значи ја опишавме оваа дипломатската хиерархија, значи дека се патуваат на места генерален конзул и амбасадор луѓе кои што го немаат звањето министер советник, туку напротив многу се долу хиерархијата. Па тоа е, јас мислам, ајде да не бидам груб, меѓутоа мислам дека дури свесно се прави во насока на демонтирање на дипломатијата, бидејќи како друг што да го наречеме? Тоа е сериозно. Па сериозно е. Па зар не е сериозно да вие
на место генерален конзул пуштате човек кој работел во еколог, со сета почит на неговиот интелект, тој може би е одличен приватна компанија. И вие Не знаеме добро, ама Да. И вие го праќате на Каде? место на генерален конзул во Њу Џерси. фактички што го Мухади покрива Синани. и Њу Јорк, така? Апсолутно, па тоа испостава што беше порано во Њу Јорк. бизнис центар, образовен центар, културен центар на Соединените американски Вие држави. знаете што, како што за амбасадор, рековме дека двата врва се генерален конзул и амбасадор, како што за амбасадор се бара човек со широки познавања, кој не е само добар професионалец, туку има и навистина широк поглед на многу работи, бидејќи се соочува со Вешти дипломатски Така политички е. вештини, зашто ќе мора. Така е и со генералниот конзул. Генерален конзул е сериозна позиција и во посилните дипломатии би рекол тој е човек што дури има право, ако е правник, да застапува пред суд. Вие имате ситуација кога држава на држава ќе заплени брод, ќе го зароби. Па тука има меѓународни спорови, значи генерален конзул треба тешка, голема тежина да има. Не само тоа да опишеме дека во големи дипломати се барат амбасадорско звање за генерален конзул. Апсолутно, бидејќи треба да ги застапувате интересите на државата на многу разни полиња. Вие ако пратите тотален анонимус кој нема ден работа во меѓународните односи, навистина сте се осудиле да имате еден пасивен службеник, чиновник, кој тук там ќе отиде на некој прием, главно ќе си седи во својата канцеларија и ќе си ужива во безцаринските убавини. Значи толку. А толку. Мислам, јас со моето 30 годишно искуство тоа го знам. Значи за реакцијата е жестока, гледам затоа што не знам зошто е фокусот на ДУИ по секоја цена се прати за награда партиски кадар во Њу Џерси. Тоа е многу интересно прашање. Ние се сеќаваме дека гласот на јавноста го попречи упатувањето На Бесмире, пред година кога две, се- Бесмира жената, купи, добро. мислам, која работеше на телевизија како неавувачка или така. Остана таму или не знаеме? Се Не, исчезна? знаеме, откако не успеа тоа, што навистина тај со годините и со неиството, јасно, да. тотално не одговара за таа позиција. Може би беше добра новинарка, не сум ја следел, бидејќи работеше во дирекција за на албански јазик. Не сум имал прилика да ја слушнам, меѓутоа со тие години навистина е исмејување со државата во која ја испраќате да ја испратите како генерален консул. Госпогицата или госпоѓата е примена потоа во МНР на многу ниско нормално, како што и следува, затоа што Добро. веќе многу бодеше очи, со ниско звање и веројатно кога ќе се смири малце состојбата и ситуацијата, повторно ќе се направи обид да се прати некаде, но добро е ова. Јас би рекол ретка е реакција на јавноста што успеа да извлијае на одлуките вакви ступидни одлуки. Сега да не се повторно носи. има реакција. Сега повторно има реакција, ќе видиме дали господинот Османи ќе биде малку упорен. нервоза прави и тоа 5 до 12 што се користи Па за добро, тоа е јасно, состојбата е бродот тоне, ако викаат глувците први бегаат. Да, стаорците велат, да. Тоа е многу видливо, Да. многу е видливо. Господинот Османи видовме дека го фати невообичаена нервоза во одговорите на овие реакции, бранејќи ги луѓето дури со непримерени квалификативи во однос на оние што критикува, нарекувајќи ги антидуи, антиалбански, истерија и слично, и дури погрди зборови, што само кажува дека навистина тој се осеќа слаб во моментот, а гледа дека ова се очајнички некои потези. Меѓутоа штетата се прави, знаете, вие имате ситуација дека пред некој месец дена председателот Пендаровски потпиша укази за 6 амбасадори, колку што знам. Не е дури ни спорно за некои од нив, да работи за професионалци и не би можеле бланко да кои што веќе службувале на таа функција. но за оваа знаете, држава. во дипломатијата е секогаш проблематично кога вие многу краток период пред избори масовно упатувате се. Знаеме дека сме имале по 4-5 години примери на дипломатски постови кои се навистина важни во светот, а немаме амбасадор, што исто така е многу лошо. Сега се оди Да. во друга крајност. Рекордот Па масовно се беше, упатува. го броевме 7 години Пекинг. Постојана земја членка, Па, добро. членка на Советот за безбедност, без амбасадор Македонија. Мислам, Па јас слушнав некои тогаш муабети од високи што навистина ме онака запрепастија дека па што ке ни е многу битна земја што ни праќа кикирики. Што за замислиш? Кина. Да. Во Па тоа беше- 2024 Тоа беше изговорот
и кога ги замативме односите со Кина поради Тајван, Да. кога тие го напуштија Умпредеп, како на границата како земја учесничка, и со тоа консенсусот го разбија и се тргна Умпредеп, па имавме војна потоа. Аргументот беше на некои квази политичари, што ке не ни е битна земја, што ни праќа кикири. Кажав кога се срамев 2019 јас во една ситуација, нешто сакајќи лично мене да ми наштетат, класика, нели? Почна некои кампањи тука кај што високи функционери, нема да кажам кој, кажа дека Бразил е екзотична земја. И во Сао Пауло на инвестициски форум министерот за надворешни работи на Бразил ме гледа и ми приоѓа, или обратно ние како амбасадори приоѓаме на министри. Така. Вика амбасадорот, кога сме ние като екзотична земја? И мојот одговор беше веројатно погрешно пренеле медиумите, не беше така кажано. Не е лесен амбасадорскиот лепа. Да, што друго ќе кажеш? Мислам, таа Требаше да кажеш дека веројатно мислел на Рио. Да, не На на карневалот. Бахами или не знам Не, што на се збрка карневалот во Рио де Жанеиро. глупости. Меѓутоа, значи реакцијата е покрај за конзулите и за видовме празнење на кабинетот, тоа се кажува, што е Да, тоа е исто така еден показател дека нешто се случува во МНР, нешто што е така доста силно. Разбравме дека делот, значи кабинетот веќе е излезен, дека некои се отидени во ЕЛЕМ, некои се отидени во нотари, некои се отидени во странски организации, и тука министерот Османи исто така, што е убаво, како нивни шеф им помогнал доста. Меѓутоа е сигнал дека од дипломати во нотари отишли, така? да. Како е Па тоа, добро, па ќе прават добро, пари. каква е Па таа не биле ни врвица, некои добро. дипломати, биле Па да. анонимни Добро. дипломати, Добро. кои Бујар конкретниот случај го направил висок пратеник во ОПСЕ за младина. Добро, ама не е, види, не е лесен дипломатскиот занает, не е за секого. Лесен, треба да објаснуваш зашто е некој екзотичен. Не само тоа, туку, нели? Има и други Треба нештини. многу нешта да објаснуваш, кои не се за објаснување, а најтешко кога го објаснуваш за нешта во сопствената држава. Сега, не знам дали тоа го формализира дипломатскиот синдикат, меѓутоа внатре во куќата имаше многу врева и околу амбасадорската листа од редот на професионалците. На што се сведуваат критиките кои што допреа до јавноста, еве сепак. Па се сведуваат на тоа дека фактички луѓето кои од МНР се претпоставувам под професионалци, мислиш на луѓе кои работат МНР, во да, МНР, да. Да се извинувам што Да, тоа е. што не се да објасни. Знаете, тоа е едно од заблудите Да. исто која е расширено во последно време, дека секој што работи во МНР е професионалец. Врвени тоа, да. Толку е тоа искомпрометирано, толку многу е кадар донесен, што навистина јас не би се усудил како професионалец да наречам добар дел во МНР, да не ми замерат колегите, но навистина е така. А она што е најтрагично, тие луѓе остануваат па најчесто до крајот на својата кариера таму, и веќе после 5-10 години доаѓаат нови генерации и тие некако добиваат ореол на стари и искусни дипломати, што е уште потрагично. Потрагично, да. Па критиките се, предпоставувам дека се тоа луѓе кои, знаете што, Требало уште искуство веројатно па за да се веројатно требало уште искуство, или пак малце повеќе се однесувале клиентелистички во својата кариерна патека, па по секоја цена сакале да се допаднат на министерот, при што кршеле некои веројатно етички норми према колегите и ги задолжиле. Ева дипломатски кажано, така, да, добро. Па добро, имаме еден пример кај што еден амбасадор сегашен го доби тоа место, а претходно се прослави со тоа што поради него оставка даде член од историската комисија. Да. Ако се сеќавате добро. за името. Да, се сеќаваме на случајот, да. Така да и вршеше директен притисок врз комисијата да донесе одлука порано, да донесе ваква и таква, и господинот историчар отворено кажа кој му вршил притисок. Сега тој е амбасадор. Така да тоа многу пречи и тоа создава излакар во министерството. Знаете, што повише имате злоупотреби во кариерното напредување и упатување, то подлабоки лузни остава министерството и подолг период ќе треба да се исправат работите. Добро,
Предпоставам се очекува дека и овој пат реакцијата на јавноста можеби ќе премисли владата или овој пат Во овие последните случаи. Па јас Зашто повторно е жесток. од извори блиски на кабинетот на Османи дознавам дека сепак има некаков проблем за упатување на господинот во Њу Џерси. Немам информација што е проблемот, дали е проблемот во земјата на упатување или проблемот е дома. Јас би рекол дека е проблемот дома и ќе ви објаснам зошто. Ако постои, доколку нели постои таков проблем, евидентно дека човекот не е испратен, а дека владата утре или заутре треба да се даде оставка. Така да можно е воопшто да не биде упатен. Што ќе биде, ете да речеме, втора мала победа, не толку победа колку мала победа во борба за принципите, нели, за очувување на принципите и на достоинството на дипломатијата, па елементарна пристојност, а плюс и за прекинување на демонтирање на дипломатија. Знаете, не може да демонтирате дипломатија Систем, така што ќе ја полните со несоодветен кадар. Да, така да тоа е. Тоа е тоа. Ајде да одиме на една тема што е на ваша експертиза. НАТО веќе го зборувавме. Само да ти докажам за ова. Ајде. Интересен е фактот што ме праша преска зошто се интересни генералниве конзули. Добро. Знаете, кога упатувате амбасадор, постапката е малце по-тврда, по-цврста. Владата, значи, прво на предлог на министар или на владата, на некого, да создава, формира предлог. Ама предходно има и некоја ситна консултација со председателот. Оформува предлог од, да речеме, 5, 6, 7 кандидати. Тука се договара вербално со председател дали е прифатлив и формално владата му доставува на председателот предлог, затоа и тој договор предходен, за да председателот не го одбие, туку така се работи, да иде се како што треба мазно. И амбасадорот се упатува со акредитивно писмо од председател. Не, но предходно да не заборавиме, например, имавме ние ситуации сега со оваа влада, каде што некои луѓе не стана амбасадори, затоа што има и проверка. Од страна на државата кај што треба да отиде. Не и од нашата држава. И од нашата. Кривична евиденција, едно, така друго, трето, зашто тоа има. А второ и државата на приемот треба да издаде агреман или согласност. Точно. Сега, за разлика од дипломатската фела, кај конзуларците малце различно. Добро. Упатува владата директно, значи оној чекор влада на председател го нема, на пониско ниво се упатува и државата приемач треба да даде исто еден документ да издаде за согласност кој се вика екзекватура или екзекют на англиски би дошло да се изврши. Да се изврши, да. Тоа е многу помалку формално и многу е полесно се добие во принцип. Јасно. Конзуларната работа не е ни политичка, така да консидерациите не се толку големи. Сега зависи во кој центар е. Сега, да. Интересно е што Америка, Соединените американски држави се можеби единствената земја кои не издаваат екзекватура. И можеби тука е елементот на голема желба на господинот Османи да испраќа своји партиски кадри токму во Америка. За информација, значи, во трите града кај што имаме конзулати во Њу Џерси, во Детройт и во Чикаго, вие имате партиски кадри и таму не треба екзекватура. Тука е олеснето и веројатно токму затоа е голема желбата на министерот да испрати своји кадри таму, помалце компетентни и помалце искусни, бидејќи процедурата е многу полесна и не се бара согласност со државата. Тоа како факт вака е интересно. Меѓутоа, добро, тоа толкување во тие кругови дека нема политичка работа, генералниот конзул се знаеме официјално. Да. Меѓутоа, кога сте во голем алфа град како Њујорк. Тука има голем бизнис, а бизнисот е политика, економијата е политика. Вие, ако сте добар генерален конзул и имате контакти со индустријата, со бизнисот, со клучните фактори, нели? Ќе дојдете до сите информации, па ќе дојдете до сите и ќе направите комуникација и контакти и ќе помогнете да се воспостават врски. Да, тоа е тоа. Значи, одиме на твојата експертиза, година дена председавање со ОПСЕ, повлекуваме црта. Што доби Македонија? Значи, не се сеќавам веќе каде, на 2 дена пред Министерскиот совет во Скопје, историскиот под наводници, нели, така беше наречен, кажав дека
на 1 јануари веќе никој нема да се сеќава што се одржа во Скопје и јас еве навистина мислам дека ти се сеќаваш ли вака да не е разговорот, не е ни тема на комуникација на јавност. Тука во студио имавме исто така гостување неколку луѓе од Хелата. Да не заборавиме сега, и ја и ти имаме должност кон таа куќа, во оној техничкиот, логистичкиот и дипломатскиот дел, да ги пофалиме колегите, беа одлични, беа, значи македонска дипломатска служба беше на висина на задачата за самитот. Така е. Сега доаѓаме до она што е најбитното. Содржинскиот дел, кај беше? Значи ваквите настани се одлична дипломатска школа. Значи одлично за една дипломатија. Тоа е забрзан тренинг кој што не се случува често и е воредна ситуација и навистина е добар за тренинг на една дипломатија. Но ништо повеќе од тоа и некакво символично мултилатерално значење дека ете сте председавале, да се каже, со нека организација. Но јас не би го нарекол тоа некаков успех самото председавање, бидејќи сепак се работи на принцип да и вратите на организацијата нешто на кој сте член. Вас не ве бираат, па да сте вие најзаслужен, па да сте добиле чест да председавате, вие си конкурирате и тоа во пракса најчесто под сугестија на некои од поголемите држави, кои не се многу волни да председаваат, но се волни да председаваат земји на кои тие имаат влијание и да насочуваат политиката на ОПСЕ, а да не биде од нивна рака директно. Втора работа е што во ОПСЕ има одамна криза на лидерство во смисла на тоа да не се волни многу земји да председаваат, бидејќи се излагаат на, како да каже човек, на финансиски трошоци, кои тие не ги гледаат за потребни, се излагаат на исцрпување дипломатијата, бидејќи вие како држава од 30 до 100 дипломати вржувате таа година на таа тема. Значи се работи за едно исцрпување кое не секоја земја го гледа како потребна, бидејќи ги има потребните квалитети и се што сака да докаже, нема потреба од докажување и затоа мислам дека полето е широко отворено за било која земја која сака да председава и не го гледам тоа како некој огромен успех, поготово како што беше бомбасто најавувано кај нас дека ова е најголем настан во историјата. Да, тоа беше еден собир на министри за надворешни работи. Да не заборавиме дека повисоката форма на собирањето на ОПСЕ е самит, кај што учествуваат председатели на држави и влади. Ова не е сепак тоа ниво и не би рекол дека е ова од некакво исклучително значење за Македонија, бидејќи се заборава. Дали се сеќавате дека пред 2 години, мислам во време на корона кризата, Албанија председаваше или пред 5-6 години Србија председаваше, никој не се сеќава. Да. Едноставно тоа е по мене едно враќање на долгот на организацијата за сето она што таа прави за вас, со нејзините теренски емисии посебно, со некој труд да ве вратат во демократски текови, па колку и да има тука сега лево десно излагање од рутата, меѓутоа сепак тоа е патека. Ме праша Лјупчо тука, тоа за мене ќе било успех. Викам, за мене ќе беше успех на крајот на самитот. Како се викаше германска дипломатка што е сега генерален секретар на ОПСЕ? Не, добро. Да, амбасадорката некој, да. Хелга. Да, и Бујар Османи да тргне од Александар Павловски, што беше на конференцијата. Пешки. Хелга Шмидт. Да, пешки. Нема колку 200-300 метри, така? И символично да затворат мисијата на ОПСЕ во Македонија, затоа што мисија на ОПСЕ значи дека вашата земја има некој проблем со суверенитетот и со државноста. И сега тоа ќе беше еден страшен дипломатски успех за нас, да кажеме, ние ко земја преседававме со ОПСЕ година дена, направивме супер самит и така натаму, и на крајот, затоа што сме земја членка на НАТО, едно друго, ја затвараме мисијата. Тоа би било зошто тоа не се случи? Тоа би било добар чекор да ние влагаме во ЕУ. Сега ќе ти кажам. Ајде. Јас бев амбасадор во ОПСЕ во Виена од 2009 до 2013. И некаде дали 12-та, дали 13-та, веќе не сеќавам, последните години на моето амбасадорување, Хрватска требаше да влезе во ЕУ. Тие тогаш ја укинаа мисијата. Не со преголем труд, едноставно ОПСЕ свати дека немало сака некого да испромовира и таа како организација да поддржи за влез во ЕУ
дека ќе го тргне тој, да речеме, нели, Точно, меѓутоа, прашувам таа етикета дека е држава под надзор. Така е, сега. Зошто не можеш ако ништо друго, да чувме? Ние тогаш, Да тропнал на врата, јас знаеш, тогаш многу труд Османи. вложив, безуспешно излезе на крај, и Македонија да почне полека да ја гаси. Дури и кога заминував во 2009 во ОПСЕ, во хирингот пред собрание, вака ја опишав состојбата со ОПСЕ мисијата во Скопје. Замислете ОПСЕ мисијата во Скопје како една голема елка накитена со многу свекички. А на пратениците сакав по така сликовите да го објаснам. Да. Како ќе после нова година како ќе изнесеме елката од собата? Така што ќе изгасиме една по една свекичка. А една по една свекичка се сите нивни мини мандати, мини донации. Не знам дали опсе 20.000 евра за кречење на 3 полициски станици. Имавме такви состојби. Што е, И да. нашите влади тука требаше, сите влади требаше малце рачна кочница да кренат и да почнат полека самите да се инвестираат пари во некои такви микропроекти. И што е помалку проблем да се искрече една полициска не, станица? меѓутоа имаме еден менталитет, синдром на зависност. Да. Друг да ни направи. И сме ќариле. Но големата слика е таа дека на таков начин Поскопски е кажано држат. како клошари се однесуваме. Па така е, да. И сега јас се обидував таа 2011-12 во исто време со Хрватска и мислам дека во еден момент дојде како сериозна тема таму, но знаете како, кај нас имаше тогаш многу интересна ситуација, мирно година дена, и ќе дојдеш во некоја состојба да можеш навистина легално да лобираш, чекај, па доста беше, ете заврши војна, помина 10 години ова. И само како на копче црвено стиснато имаш инцидент во автобус, некој со бейсбол палка истепал тројца, И толку. меѓуетнички инцидент, 1-2, и како по нарачка. Како некој да рекол Ова чекај. испаѓа како на топ листа Така. Андрелиста, она што беше на Така некако, да. скетчот. Што ми е зборот? Мислам дека мисијата на ОПСЕ кај нас и од тогаш мислам дека не се направија посериозни напори мисијата Добро, да се во НАТО замине. влеговме во меѓувреме. Влеговме во НАТО, но очигледно знаете, имаат интерес земјите што подолго да имаат своји луѓе тука, поготово пред влез во НАТО, во мисијата има одделение во Тетово, и што е многу влијателно тоа одделение во самата мисија во канцеларијата во Скопје. И таму имате не е тајна разузнавачи, руски, германски. Тука се директна комуникација и кога викавме ајде барем како прв чекор да се затвори таа во Тетово, да покажеме дека е добро, ете во Скопје еден центар е, целата држава е на едно ниво на безбедност. Тие Нема, ја не гледам одбегнува, зашто- знаете со кој аргумент? Со кој? Дека кога сме ние во Тетово, многу е полесно да дојдат луѓето од таму да разговараат со нас дискретно, зашто можат и навечер да дојдат, никој да не ги види. Замислете, до каде оди тоа? Како да постои некаков притисок. Уште полесно во Скопје нема никој да ги види. И Така ли? тоа беше аргументот, може ли навечер, мислам дебутантно е. Она што е поентата, мислам дека за жал мисијата на ОПСЕ ќе можеме да ја тргнеме најлесно пред да влеземе во ЕУ, што ќе рече можеби и никогаш нема да ја тргнеме во Не, друга проблем, ама крајност. не ли е проблем? Има еден дел дека ова што го збориме, убаво кажа држава под надзор. А да? Држава со проблематичен суверенитет или со проблематична државност. И сега триумф ке беше навистина, еве, генералната секретарка на ОПСЕ и нашиот министар Пешки, каде е Александра Палас, каде е мисијата на ОПСЕ, така? И кажам една анегдота А и топло беше, дипломатска, така? врзана за ова. Ајде. Дали се сеќаваш дека мисијата на ОПСЕ во Скопје се викаше до 2010 година Spillover Да. Monitor Mission to Значи, Skopje. мисија за спречување на прелевање на криза. А што се спречува? Прелевање на насилство од Косово. Од Косово, да. Така, бидејќи претходно имаше војна таму. Да. Сега. И се случи прелевање. И се случи, да. 2001. Го зборував металот, нели, пред малку. да. Така, така. Сега, прв чекор, и тука сум многу горд, бидејќи успеавме да го смениме тоа, да го смениме името на ОПСЕ мисијата во Скопје. Таа денес се вика ОПСЕ мисија во Скопје. Толку. Значи, spillover monitor се изфрли, наблюдување на прелевањето. Таа борба јас ја имав 6-7 месеци со сите амбасадори, бидејќи се работи за консензус. Вие знаете, ОПСЕ има 57 земји, тогаш беа 56, Монголија покасно се приклучи. Значи, со сите 56 земји јас морав да договорам да не обструираат. Председавач беше Казахстан. Казахстан е многу пријателска земја, денес они имаат и високи представници, имаат дипломатија во подем. Без проблеми се договоривме со председавачот тогашен ОПСЕ да го истуркаме тоа на крајот на 2010 година. Мојот аргумент беше
ете Јоб се сака и ние се трудиме економска благосостојба да живнеме и сега како ќе привлечеме странски инвестиции кога некој инвеститор кој нужно не се занимава со политика, нели бизнисмен, ќе чукне на компјутерот и ќе рече чекај да видам два модел да инвестираме, spill over monitor. Што бараме таму не е сигурно. Значи прво застарено од 92-та, тоа беше прва ОПС емисија, уште пред да имаме односи со ОПС. Јасно. Прва ОПС емисија и сега ние таков еден не знам да кажам историски мастодонт да имаме од име после 20 години од донесување на емисијата и мислам дека беше прилично успешно, па дури успеав и со грчката амбасадорка тогаш која подосна стана амбасадори во Обединетите нации во Њујорк, Мара Маринаки. И реков, слушај, зашто викам да бидете bad guy за све, викам, кога сте bad guy за името, нормално во шега и во пријателски разговор, дајте еден позитивен пример и тоа е дипломатија, не? И ете, покажете дека не сте амблок против нас, него дека нешто што ви е вас разумно и ќе попуштите. Па и од интереси не се. А тоа секако, тоа го пренесе во Атина и нормално после недела две доби одговор, ми рече амбасадоре, договорено е, немате проблем од нас. И ама најинтересна анегдотата е всушност у моето убедување со британскиот амбасадор. Има прекрасен амбасадор, постар господин, така. Како побичи. Да, класичен, дипломат како од шпиунските филмови, да наречам, залижан, префинете така. Знаете, воопсе е голема салата кај се состаноците, и тоа на самиот состанок ништо не се решава, туку се екзекутира, се спроведува на што претходно сме се договориле. Воопсе има во Хофбург во Виена има една огромна кафетерија до таа сала кај што таа најбитна. Тука се седи, тука се разговара. Дури визуелно кога ќе видите кој со кого седи на маса и разговара, прилично ви е јасно што се случува. И ние како децата, значи во големата сала што се допишуваат со ливчиња кога фрлаат, ние со SMS поруки под маса и излагаме и влагаме, излегуваме и влегуваме. Кога ќе стане амбасадор, заменикот него седно на негово место така да масата е секојаш полна. И јас му викам вака со порака на британскиот амбасадор, може едно кафе брзински? Може. Седнуваме, јас идам, зимам 2 еспреса од шанк, тој седи ме чека на маса, масиче бело, знаете, она малецко со чаршавче убаво, штиркано. И јас ги зимам 2 еспреса, истурам едно пред него малце неколку капки на чаршавот и му го ставам, мртов владен и му го подавам. Тој ме гледа вака шокирано, вака со поглед, што правиш со рацете? Викам, this is so called spillover. Викам, ова е така наречениот spillover, прелевање. И тој почна толку да се смее и веќе пола леда Што ти кај крши глава ќе те поддржам. Да, и после кога ги давам аргументите, дека нели контрапродуктивно е тоа име и лесно се смени името за 2 секунди. Така да сакам да кажам, треба да се прават напори, треба да не се подлегнува. Мене многу ме нервира кога викат немаме друг избор и за името на државата и за ова со Бугарија. Мислам, како можеш да кажеш дека нема избор? Мислам, тоа е толку дефетистички, толку е некреативно, толку е. Не само тоа, него убаво рече, мислам и Златев Преска, кога имаш опции. Кога имаш опции си јак. Така. Значи тој што нема опции, тој е најслаб. Мора да прави нешто. Значи нашата влада свесно се става во позиција на најслаб чинител во сите процеси практично. И јас не ја замислувам така дипломатијата. За мене дипломатијата е борба, некој пат пријателски, некој пат можеби погрубо, некој пат преку користење на афинитети на луѓе, на убави разговори за музика, за театар, за балет, за што и да е, за опера, вие да допрете до човек и во оној мал сегмент кај што како човек имате можност да влијаете, за да го натерате тој да влијае на неговата држава, тука е просторот кај што може се сработи. Мислам дека тој простор не е искористен во нашиот случај. Добро, ја мислам ова е убава поента за да ја завршуваме емисијата, ми се чини. Како и секогаш чест е да го имаме Зоран Дабич, една од легендите на македонска дипломатија, така тоа е. И рок-н-рол. И рок-н-рол, тоа посебно, да. И да, точно е. Значи падот на Византија беше мене авангарда. Не знам дали ти кажав, Тошо Филиповски, човекот што ја напиша македонската енциклопедија пред 10 години. Така, фин човек, еден ентузијаста кој мислам навистина допрва треба да земе кредит за тоа што систематизирал нешто што се случувало
од 60-тите години навака, значи 61 година на македонскиот рок-н-рол, да ги стави во енциклопедија, да илјадници ликови најде, да ги опише и така. Тој ми има кажано полусериозно, полу на шега, меѓутоа навистина е интересно. Вика, Дабо, што мислиш ти? Ќе остане запамтен како амбасадор? Не. И ќе остане запамтен како гитариста на падот на Византија. Па не е мала работата. Па не, види, многу беше интересно. Ако сакаш минут-два за тоа да посветиме. Можеме да. Кога свиревме ние, тоа беше нешто многу ново и необично. Фактички, тоа беше некој постпанк, кој имаше елементи на Joy Division, Bauhaus, на еден помрачен пристап, со црковната музика, но не црковна музика денешна, него стара црковна музика. И ние како рок група, верувам, слушавме руски, грчки хорови и така. Имавме инспирација. Духовна музика. Па духовна музика, но на начин кој не беше претходно воопшто свирен. И памтам дека првиот настап го имавме во МКЦ, некој рокфест или така, да, рокфест беше. И 3 песни свиревме, тогаш излеговме. И после првата песна беше страшна тишина. И ние бевме малце збунети, не знаевме што е. Осеќавме дека е добро, дека има некаков набој, но беше многу тишина. Втората песна, завршуваме и почна комешање, некој свирка, некој вика е. Третата песна беше лудило. И тука свативме дека сме на добар имате пат. производ, така. Се тргаме од страна, имаше со завес едно кјуше што имитираше бекстејдж, затворени, и ни влага Бодан од Леби Сол. Тогаш, нели, Леби Сол поде вика, бе, дали сте вие нормални, ова што го правите е топ. Мислам, тоа беше крај. После тоа победивме на Рокфестот во Работнички салата и пративме касета, многу интересно беше во Загреб, тогаш постоеше еден фестивал, нешто како Суботица, што е, нели, Суботички младински, но ова не е младински, ова е, би рекол, посериозен фестивал, Јурн, Јурок моменти. И заедно гитаријадата, така што тие. На тој Јурн ние пративме, знаеш, со малце скепса, сепак од Македонија, а ти текна за Полет весникот. Да, тој Полет беше револуционерен весник. Младинскиот весникот на хрватската младина, да. Многу имаше страни посветени на рок-н-рол. Да. И таму дава рецензии од групите кои се примаат на Јурн. Да кажеме, има 1000 касети, 50 или 30 се прими на Јурн и тие 30 даваа кратки рецензии. Праќате слика, праќате касета тогаш и така. Со надеж дека ќе ве слушнат. И излегува Полет, од која сме пратиле една недела, и падна Византија на цела она огромна страна, на пола страна сликата од групата, на пола страна коментар. И рецензија, критика, да. Страшно. И победуваме на тој Полет, добиваме некој концерт на трг Бана Јелачича, свириме пред 30.000 луѓе. Тогаш се викаше поинаку. Не, да, да, или Републике, како беше, трг Републике. Пред 30.000 луѓе свиревме, пази. И во иста вечер, после во воз дознавме, се возевме со филм група назад на кај Белград, со спавача кола, дека и тие имали истата вечер концерт и имале полна сала. Што е така плюс. Да. Поентата ми е, ние тогаш во Загреб, ние правевме сами постери. Што ние хендмейд. Имаше колажи, имаше цртање. Немаше вештачка интелигенција. Не. Имавме, да речеме, една уметничка колонија покрај групата, истакнати денеска и уметници и луѓе кои се од најразлични области на животот, па и од религијата денеска, кои се видни ликови, кои цртаа правеа и ние тие постери рачно правени ги злепивме по Загреб кога свиревме првиот пат. Кога дојдовме вториот пат да свириме на трг Републике, немаше. И тоа не беа кинати, него внимателно свиткани и тоа е денес реликвија. И управо Тоше Филиповски ме моли најди еден за идниот музеј, што тој го подготвува на македонскиот рок-н-рол, па без тоа нема да го личи музеот. Че ние први ставивме словенски букви на старословенски, оние убавине букви, на кирилица. Ние го внесовме први во самата техника на пеење ИСОН, тоа е еден длабоглас кој е еден тон, како на гајда што има еден тон што цело време оди, а мелодијата над него оди. За разлика од полифонијата која е карактеристична за католичката музика, кај што имате повеќе гласови кои варираат горе-доле, ова е еден ИСОН и гласот оди. И тоа е многу карактеристично, дава многу едно достоинство големо во музиката, така здраво почит. И мене Дражен Врдољак, врвниот критичар југословенски, после концертот во Загреб ми одушевен и ми кажува:
Зоране, кад сам осетио оно ваше православно, наежио сам се. Мислам, нема поголем комплимент Како од не, тоа. да. Така да таа група не траеше многу, може би една година, но трагите што ги остави Не само се тоа, сега ќе големи ти кажам и утаба патека за Мизар, за Да, Архангел точно. и за многу други, и Даутовски после, Но види, па дури и Леви Солби, рекол. нам како дечишта или по Скопска или Копилјаци ни се допаѓавте, знаеш зошто? Да, Лепи Сол беа легенда. Ама беа некако, знаеш, како да ти кажам, дел од оние, да ги наречем, југословенски системски групи. Мейнстрим. Да. Мейнстрим. Вие бевте нешто гражно, нешто антисистемско, нешто авангардно, Ние нешто... имавме песна, но Да. на Југославија. Дури имаш и нервоза кај системот, шо прато Да, вие па не исклучуваа струја. контракултура бевте, види. Еднаш ни исклучија струја на концерт. Нормално секоја контракултура за млади луѓе е интересна. Така. Има денеска Затоа некои останавте- пиратски видеоснимки, Да. кај што ние свириме. Тој легендарен концерт во киното во домот на млади МКЦ, тогаш кога Да. 25 мај, зад платното. Тој е еден простор темен со железа, така многу чуден простор. И некои 200 места нарочно таму, можевме да наполниме 5 пати повеќе, но рековме тука ќе правиме за да знаеш, малци маркетиншки штос да се тепаат за карти, што никош не било случај во Македонија. И ние свириме и доаѓа песната Прекрасна ног над Југославија, кај што кажуваме звездите се, тоа се стихови познати од еден наш поет. Звездите се запалија, сегде Божја убавина, така некако отприлика одеше, но на крајот кажуваш дека се е пусто, немаш кај да одиш и дека сакаш да избегаш. Така завршува песната од едно идилично во вриштење. Во депресија, И тука, да. тогашен Бог да го прости, не знам што беше, некој музички или уредник или домар ли беше, Панде, легенда. Панде легенда. Панде Почина легенда. Панде, не знам да, дали знаеш. почина Бог да го прости. Панде од МКЦ Панде ни 25 источи мај. струја. О, И има пусти. снима како Горан Трајковски, да. Готра, нели, Да. нашиот можеби и најголем музичар на денешнината. Вика, немаме струја, Панде уклучи струја. Панде. Така да остана тој елемент некој на бунт, на панк тогашен, кој нели како правец беше така. Беше бунтовен и мислам дека тоа многу се допадна и плюс да не забораваме, тоа беше време на македонската пролет, Така е. 84-та пета. Демократска пролет, да. Кога почна ние како музика и стапивме тука, напред на тој фронт, не сакајќи, мислам, чисто интуитивно. Но имаше и приватни театри, се секаш на Зелената гуска, на други. Да, точно. И поети и се. И тој подем, мислам, на чувството национално, фактички тогаш почна да бликне, 84-та пета. И демократизацијата, двете И работи. демократизација. Така да, тука се погоди паат на Визентија како еден од елементите на целиот тој процес кој беа движечки тркалца, да речеме, дел од механизмот сосема спонтано. И тоа е, мислам, една од работите која треба да остане запамтена и се памти. И така ќе го памтиме рокерот Зоран Дабич. Благодарам. Прекрасен начин да ја одјавиме денешната емисија. Се гледаме утре повторно во нашето студио, на време ќе бидеме и да видиме што Ветуваш. подготвуваме заедно со Љупчо Златев.